Сина продолжуваме на тема култура, неисцрпна тема, неисцрпна содржина. По разговорот за Војдан Чернодрински одиме со гостувањето на Игор Киров, кој е наш кореограф, не само наш, туку светски признат кореограф, кој што долги години работи на меѓународната сцена и за него нема непознати во неговата сфера. Игор, добро утро. Добро утро. Културен амбасадор на Република Македонија во меѓународни води, да. Ќе почнеме со, има многу теми, имаме многу за разговор, меѓутоа ќе почнеме со она што беше најактуелно и со она што е на домашен терен. Тоа е семинарот на балетскиот одсек во МБУЦ во Скопје. Добро утро, поздрав сите гледачи на македонската телевизија. Да, до претходната недела имавме двенеделен семинар на модерен танц и кореографија во МБУЦ или Николовски Луј, поканен раководителот Сладжана и професорот по современ танц Елена, мои драги колешки, по голема поддршка на директорката на МБУЦ Даница Стојанова успеавме да го одржиме тој двонеделен семинар, каде што студентите од класичниот оддел и од современиот оддел успеа да научат нешто ново, нешто друго, нешто со кој што се немат соочено до сега. Се надевам дека и помогнав на младите идни генерации во класичниот и современиот танц да сознаат нови делови од своето тело, еден нов стил, еден нов начин комуникација со просторот, со сцената, со музиката и така натака, за да може да утре кога ќе излезат на сцена да бидат свесни околу тоа што ги очекува кога ќе застанат на штиците што живот значат. Да, штиците што живот значат, тоа е максимата, тоа е реченицата која што ве прати вас преку целиот работен век. Е сега каде ако не во образовните установи и институции да се обрати еден човек кој што собира искуство од меѓународната сцена и сега како прашање само по себе се наметнува дали Македонија има квалитетни танчери? Танчери кои што се сега или танчери кои што доаѓаат? Па кои што доаѓаат, бидејќи нели си во зборуваме за во секоја генерација се наоѓаат еден или двајца кои што имаат потенцијал, имаат квалитет, може некојаш и тројца, некојаш и пет, зависи од генерацијата, зависи од тоа што очекуваат и што може да се на што може да се надеваме, но сепак нашиот едукационен систем, конкретно во МБУЦ, се труди колку што може максимум да извади од своите студенти и да го пласира не само на македонскиот пазар, така да кажем, македонската танцова сцена, него и надвор. Така да, постојат таленти, дел од талентите кога ќе завршат, немаат што да прават, затоа што таков не системот, а оние кои што успеваат да се сместат во некој националната институција, тоа е една, годишно по еден или двајца, кој што реков, останатите можеби не го наоѓаат патот надвор од државата, кој што не само во танцовата сфера, него во секоја друга сфера, неограничени хоризонти. Кога нема да бидеш препознат, нема да ти го дадат во својата земја, луѓето се едуцираат и го наоѓаат својот пат назад. За жал, што е за жал за нашиот потенцијал што го имаме, дали тоа беше сега нели прашањето за оние што доаѓаат, а дали оние што се стасани се ценети во меѓународни рамки? Па да, види, не нема многу кои што се бавиме со професија надвор од државата, но и тие кои што сме излезени се доста ценети. Знам се во Германија дека има наши танчери, има во Америка наши танчери, има во Русија наши танчери, така да следејќи го нивниот пат, мислам дека се цените, дека напредуваат и дека котираат високо во својата бранша, дали во класичниот или во модерниот балет, каде што работат. Да, ја имавме Стефанија Гаштарска пред некој ден во Македонија наутро, првенка на Бојшој, со името што ќе го споменеме на институцијата, знаеме што значи тоа. Сега и нашиот гостин што е тука ова утро, имаше премиера во Народно позориште во Белград, ќе тргнеме од поблискиот регион, односно ќе има ставене во календарот, има премиера нова во Народно позориште во Белград, ќе одиме сега од поблиското опкружување, па подалеку ќе Што станува, зашто станува збор во Белград? Ова година е 100 години од основањето на Белградскиот балет. Во Србија постојат Српско народно позориште во Нови Сад, кој што мислам дека е тука некаде во согодините на одближување како македонскиот балет и Српско народно позориште и Белградско народно позориште или Белградскиот балет, кој ова година слави 100 години од своето постоење и мене ми е драго што по покана на дирекцијата на балетот од Белград бев поканет да направам представа по повод 100 години од нивното постоење заедно со хрватска кореографка Маша Колар, кој што е воедно директор на Риечкиот балет и еден српски кореограф, така да ние тројцата регионално
како луѓе кои што сме познати во својата земја и доаѓаме од сите три земји кои што де факто најмногу има допринесено за тој ван границите на Србија, да направиме една трочинка или трипл бил, каде што секој од нас ќе обработува тематика поставена од страна на дирекцијата. Мене ми е драго што, пак ќе кажам, ќе битам првиот македонски хореограф кој што зборам во поновата наша историја, кој што успел да направи представа или ќе направи представа за Народно поздриште. За разлика од кај нас, кога се славеше 70 години македонски балет, моето име го немаше никаде, но ми е драго што ако дома не ме ценат, барем луѓето во соседните држави, да не идам понатаму, го препознават мојот труд и мојот квалитет и драго ми е што заедно со Маша и со српските хореографки успееме да спогнеме сили да на 17 јуни на големата сцена на Народно поздриште во Белград да заеднички го прославиме 100 годишнината од основањето на белградскиот балет. Вие уметниците, како и луѓето од сите други сфери кои што се квалитетни, треба да се подпирате на тоа дека што е ваше ќе си дојде. Да, не се брза. Ако не оваа следната година, ако не тука малку пошироко, од X причини сега да не навлегуваме, да. Имаме голем проблем со валоризација на квалитетот во нашата држава генерално. Освен во поблискиот регион, во Белград, во Србија, премиера во Ташкент, патот на свилата. Да. Тоа е еден проект кој што го започнавме минатата година, проект кој што е доста комплициран и зависи од многу фактори. Пред едно 6 месеци го започнав проектот, го тераме и се надам дека сите патишта ќе не доведат повторно крајот на април, ако биде секој што треба во Ташкент, каде што заеднички ќе го склопиме тој проект, кој што зависи од многу фактори, каде што музиката е специјално пишувана, каде што е во 3D мапинг, каде што има 35 играчи на сцена, 100 костими, сето тоа зависи да како кажеме, to fit together. Хореографски е скоро завршено, малте не да завршено, но сега доаѓа на ред каде што сите тие фактори што ги спомнав предходно треба да се спојат заедно и да се пласира не само на узбекистанската тансова сцена, него и сите турнеи кои што се планираат во втората половина на 23-та и почетокот на 24-та година. Добро, 35 танчери, 35 карактери, да. 35 тела, 35 висини, ширини, должини. Како тоа да се укомпонира, што се случува, не дај Боже некој ќе се повреди минорно или не дај Боже посериозно, ќе се разболи човек. Како се справувате со... Секогаш као хореограф можеш да имаш план Б, тоа е second cast или втора подела, која што не е втора подела на секој, затоа што иако компанијата е голема, има околу 100 танчери, е едноставно бара многу простора да ти направиш на 35 играчи, 35 втора подела, едноставно ти треба сигурно година и пол да се скотка целата хореографија. Поради временскиот период, затоа и прашав, да. За одредени клучни ствари се поставени секогаш дуети, трија, сола се поставени како second cast или втора подела, така да не кога имаш визија, кога сакаш и знаеш во кој прави се движиш хореографски, мислам дека не е проблем, мислам јас дека бев директор во Сплит, работев со 60. Толку беше едноставно, така да се справиш со 35 наполо, тоа е уште полесно. Прв македонец со своја поставка во Александрински во Санкт Петербург. Да. Името на театарот, на институцијата, името на градот, името на државата кажува доволно за квалитетот и за можностите. Како сме прифатени таму? Јас лично како хореограф, можеби заради моето презиме, затоа што навистина се совпаѓа со презимето на една од најголемите институции или најголемите балетски компании, Киров балетот, кој што е во Санкт Петербург, сегашниот Марински, бев прифатен навистина со воодушевување првенствено од публиката, од играчите, иако публиката. Одговорот на публиката, респонсот е, мислам дека е вистинското мерило. До сега, значи, премиерата се одржа пред 4-5 месеци, до сега се одиграни скоро 15 представи со продадена сала. Така да самото тоа се изборува по себе дека таа представа била успешна, затоа што донесов ја нешто ново, кој што моментално во Санкт Петербург го нема како модерен танц, како еден европски модерен танц, кој што го има повеќе во Болшој, но не е првенствено и толку многу во Санкт Петербург, кој што првенствено е неговата класика и неокласична варијанта на танцот.
Сум задоволен, направив доста голем челендж кај играчите да добијат нешто ново. Ми требаше едно месец и пол да ја скоцкам представата. Представата испадна барем според оно што го гледам и оно што ги пратам играчите кои постираат по Инстаграм и по критиките, на вистина ново, интересно, многу технички, како што пишуваат, но сепак за секој чекор кој што е направен е со теорија дека постои зошто е направен тој корак и што е целата идеја на представа, така да сум задоволен. Ми беше драго што како што рековте, првиот македонски корак кој што направил нешто на руско тло. Апропо целата ситуација која што се дешава таму, добро, политиката е една страна, животот не може да сопре, културата не може да згасне. Тоа е... Така да, културата е нешто што не одржува, културата е нешто што ќе одржува и понатаму. Мислам дека на културен начин секогаш можеме да се надградуваме каде да сме и во било која земја. Ме интересираше конкретно Санкт Петербург затоа што Москва добро е престолнина на Русија, најголемиот град, од таму се диктира се што се случува во Русија, меѓутоа Санкт Петербург и неговата идеја и замисла за конституирање, за создавање на градот е поинаква, малку да ги доближи русите до западот и функционирањето на тој град е така насочен малку помодернистички, е по-европски за разлика, кон Европа, и затоа прашав каква е реакцијата на публиката со оглед на тоа што современиот танц во Западна Европа и во Европа воопшто нели е на многу високо ниво. Се прифаќа ли она личното твоето што го донесе таму? Да, па оно што реков, значи јас бев едноставно воодушевен како публиката, еве ќе тргнам од премиерата, значи распродадена сала. Александрийски еден голем театар. Потоа представата исто, освен Александрийски, се играеше во Ейфман театарот, кој што е исто еден од најпознатите театарот, еден од најпознатите руски кореографи во денешницата е Борис Ейфман. Така да сето тоа што јас го дадов од мене како европски кореограф беше прифатено од она што го знам, што го следам на едно многу добро ниво. Европската сцена и светската сцена се далеку географски, меѓутоа се далеку и според квалитетот македонската сцена. Како Игор Киров, нашиот кореограф кој што работи долги години во странство, кој што е признат, кој што е ценет, како сега не да ја оцениме, меѓутоа како ја гледа моменталната состојба на македонската сцена и дали има потенцијал тука кај нас да ни се понуди нешто што ќе не одврати од она што секојдневно не гуши. Културата е секако излез за душата, нели? Потенцијал има и секогаш ќе има, затоа што не може да го понишиш оно што го ствараат, што е стварано со години. Дали постои македонска танцова сцена? Моје лично мислење, не. Македонска танцова сцена не постои, а нарочито во последните неколку години каде што наместо да се поттикне таа македонска и тоа нешто малку што постои, едноставно се убива со тоа што не се дозволуваат професионализмот да исплива надвор, не давајќи доволно средства од национални институции, па се до независни институции, луѓе кои што млади таленти кои што сакаат да направат нешто. Кога ќе го погледнете, како да кажам, конкурсот на министерствите, на каде се дадени пари, на што се дадени пари, уопште, затоа реков годинава, уопште и да го нема. Да не постои, македонската танцова сцена едноставно е побиена, не постои ништо, затоа што парите се сконцентрирани на некои танцови студија, каде што ќе го мават македонското знаме на Виена Опен на паркет, наместо да се бават со професионални ствари. Да не ме разберат погрешно сите тие што имаат танцови студија, тоа е рекреативно. Каде и што се станува со професионалното? Нема. Кога ќе погледнат репертоарот на македонското опера и балет и што имаат и на што се давани пари и на кој начин едноставно годинава нема ништо. Ќе враќаат представи од фундус назад, да се обнови и да тераат понатаму. Едноставно, кога некој ќе сака нешто направи, а намерно ќе се сопира, не гледам како и на кој начин би можел понатаму да функционира македонската танцова сцена. Апропо да не кажам дека во споредба со еден куп студенти завршија, немаат ништо, современи и модерни, наместо да се отвори нешто како што е Битев театарот во Белград или Загребачки плесни ансамбл во... Чини ли многу тоа? Чини. Се нешто чини. Колку е зависно тоа на кој начин ќе се постави. Дали ќе се постави на фул тајм или ќе се постави за почеток само на проекти, 2 проекти годишно, да се направи на македонски танцов театар каде што ќе можат од двете академии кои што продуцираат танчери
да се спојат воедно, кај што некој ќе го препознае тоа, а не да ни бегаат луѓето на страна. Каде што нивото и на таа национална институција која што функционира ќе се подигне на друго, каде што законот за пензија ќе се реши. Еден куп ствари има, кој што еден куп реформи се потребни за да ние конечно почнеме да функционираме. Ни требаат луѓе кои што знаат каде ќе ја водат таа танцова сцена, луѓе кои што имаат визија, луѓе кои што се не зависат од другите, него имаат сами со себе, се независни и сакат некаде на некој начин да ја однесат и да профункционира таа македонска танцова сцена, затоа што начинот на кој што функционира со години, затоа реков малте да не постои. Кои се плановите и која е програмата за 2023 на Игор Киров? После Белград доаѓа новата продукција во Словенија, во Целје, каде што заедно со српскиот кореограф Александар Илич и продуцентката и мојата асистентка Мојца Мајцин ќе планираме да таму негде крај на август да направиме нова продукција со 9 танчери, 9 глумци. Во октомври пак сум поканет на Академијата во Љубљана и здравје Боже, крајот на годината е мојата долго најавувана представа каде што ја треба да се вратам на сцена е Драгиот мој лажливец или Драги мој лажливче во режија на Љубеша Ристич, а во продукција на казалиште, позориште, гледалиште, театар во Белград, за кој што претходната година бев одбиен од страна на Министерството на култура, бидејќи мојата визија или мојот труд едноставно не беше препознат од луѓето кои што се во Министерството за култура и такозваната комисија, која што според мене не е адекватна да оценува проекти за кои што ни самите не знаат каде се. Така да до крајот на годината се тие, а за 24-та имам малку пошироки погледи, а на тоа каде работам некои проекти во Германија, Франција, се надам дека ќе профункционираат, но нели сега сме во фаза на преговори и се надам дека тие преговори ќе бидат успешни. Белград, Сплит, Целје, Љубљана, Ташкент, Москва, Германија, Франција, каде и да е тука на стариот континент, океанот може ли да се преплива? Сум го пливал. Сум го пливал и се надевам дека наскоро пак. Поинаква е таа сцена таму? Јас се преферирам европската? Да, европската, затоа што потрадиционална некако? Потрадиционална е, а квалитетот многу повеќе се цени за разлика од на другата страна каде што е шоу бизнис there is no business like show business, што би рекле, така да убаво е да се почувствуваат и двете страни. Сум направил нешто интересно но сепак во Европа тоа што го работам ја многу повеќе цената за разлика од ајде да кажеме од Америка.